Да. Добро, сега кога се слушаме, добро ни дојдовте на оваа промоција на овие три вредни книги. Кога Ирена не ме слуша во прв ред, значи треба да се залепам за микрофон. За политичкото, безбедност, територија, население, популистички ум. Сушност, кога јас се дружев со овие книги, не можам да кажам дека целосно ги прочитав, ама сериозно се дружев. Некако ми се наметна дека можат насловите на овие книги да се спојат во една реченица, а тоа ќе му дојде популистичкиот ум за политичкото, а некако секогаш страдаат безбедноста, територијата, најмногу населението. Добро вечер и за Маја, за Љупчо и за Ирина. Ќе започнеме со Љупчо Петковски. Полека. Извршен директор на Евротинг, завршил постдипломски студии по идеологија и анализа на дискурс на Универзитетот во Есекс, на програмот кој го воспоставиле и на кој работеле повеќе од 30 години токму Ернесто Лаклау и Шантал Муф, авторите на две од овие книги. Добитник на наградата Ернесто Лаклау за најдобар студент по политичка теорија на Универзитетот во Есекс. Она што мене најмногу ми остави впечаток од оваа книга, всушност, она што јас би сакала да потенцирам е оној момент кој што наведува на тоа дека како што Марсовец е се уште генеричко име за вонземјанин, така популистички ум може да биде генеричко име за начинот на кој беа заведувани, завејувани, одвејувани масите во нашите изминати добро познати години. Го почувствувавме до коска. Омаловажување на масите, создавање на народот и варијации. Дали е антикапиталистичка логика последица или постсоцијалистичка? Кога е ерата на популизмот? Каде е? Кој е врвот? Руското народништво, социјализмот, американскиот популизам, перонизмот во Аргентина, ердоганизмот, балканската братија, орбанизмот во срцето на Европа? Каде волјата на народот беше најдобро оправдување ако тоа е воопшто можно? Сакам и еден цитат да издвојам. Сушност тоа се цитати кои самиот автор ги издвојува од Тен и се однесуваат на мобилизацијата на масите во текот на Француската револуција. Краток е, нема да претерам. Насреде едно распаднато општество под нешто што само наликува на власт, очигледно е дека започнува инвазија на варварите, која ќе заврши со терор. Таков кој започнува со насилство и онаков како инвазијата на норманите во 10-тиот и во 11-тиот век, кој завршува со подјармување и лишување од собственост на цела една класа. Тоа е дело на Верса и Париз и токму таму во Верса и Париз некои со помошта на недостатокот на предпазливост и кратковидоста и други преку нивната заслепеност и нерешителност, овие последниве со нивната слабост, а првите преку насилство работат за да го постигнат тоа. Популизам, универзален, двосмислен, парадоксален. Љупчо, повели. Мислам, одамна не би било толку тешко да зборувам и да имам дури и трема, веројатно позитивна трема. Мислам дека цитатот што го прочита доловува доста за оно што сака и Лаклау да го долови во книгата. Имено ја целата книга гледам како еден обид за рехабилитација на популизмот, затоа што е пишувано во време кога популизмот е омаловажен, оцрнет и ставен во контекст, во негативен контекст. Значи, и денес кога велиме кај нас популизам, мислиме на нешто што е инхерентно лошо. Ајде да тргнеме со една обратна теза. Ја мислам дека последниот изблик на популизам во нашиот локален контекст беше шарената револуција.
Шарената револуција беше популистичко движење, дури беше премалку, посакало да биде попопулистичко, кое што доведе до некаква промена. И сега можеби живееме последниве 6 месеци во распаѓање на синџирот на еквиваленција создаден со шарената револуција. Да се навратам на онаа теза претходно што ја кажав, дека ова е некој обид за рехабилитација на популизмот. Кога ќе отчитаме оваа книга, и чисто како структура, ако ја видиме книгата како е структурирана, ќе забележиме дека некаде помеѓу четвртина и третина од неа е посветена, првиот дел е посветена на репрезентациите на толпите, масите во минатото, низ историјата, значи од, не знам, развивањето на и консолидацијата на либерално-демократските режими низ во Западна Европа на крајот на 19-тиот век, почетокот на 20-тиот век и така натаму. Идејата е всушност да се види како е омаловажена демократијата, како е омаловажена политиката, како елитите од политиката замислувале и нивните идеолошки апарати, значи органските интелектуалци и така натаму, замислувале дека политиката треба да биде еден чист аскетски хоризонт во кој што, нели, разликите и логиките на разлики ќе постојат, ќе бидат впишани во општеството и нема да има проблеми за елитите. Што се крие тука? Лаклау е многу ги доловува тие работи, многу има симптомален, да кажеме, приод кон доловување на работите, фројдовски кажано, доловува страф. Значи, доловува страф од маси, доловува страф од толпи, доловува страф од демократија. Како го сваќа популизмот? Он вели на едно место логика. Он е многу, ова е обид, повеќе е обид да се направи некаква теорија на популизам, меѓутоа не е заокружена теорија на популизам, туку повеќе ја сваќам книгата и оваа фаза на неговиот живот како фаза во која што ни дава јазик да расветлиме некои феномени кои што ги земаме здраво за готово, едноставно ни дава јазик. Он вели дека популизмот е политичка логика. Сега веднаш се поставува прашање што е тоа политичка логика и како можеме да ја разликуваме од другиот тип на логики. Што е логика заправо? Што мисли он под политичка логика? За да направиме смисла од политичка логика, нели знаеме дека и нели во неговиот хоризонт и он и Дерида го има читано и од целиот тој постструктурализам и лингвистик трн во општествените науки имале доста големо влијание врз него. Значи, политичка логика се разликува од нешто што они Шантал му го нарекуваат социјална логика. И кога велат социјална логика, они велат дека тоа е логика во која што се игра според правила. Но добро, тоа што се, имаме политички логики, социјални логики. Што е логика? Логика е сет на норми. Сет на норми за кои што често ние не размислуваме. Например, постои логика на, да кажеме, логиката на пазарот. Кој од нас размислува, ние сме дел од пазарот, од пазарните норми, од пазарните, да кажеме, конвенции, така. Значи, никој од нас не поставува прашање зашто не знам, собственоста, конкуренцијата и сите тие логики постојат. Ние живееме според нив, се однесуваме според нив. Тоа е впрочем социјална логика. Социјалната логика и политичките логики се разликуваат во нашиот однос кон контингентноста. Контингентност на еден политички, филозофски термин, што укажува на тоа дека работите што ги гледаме и работите што ги живееме се такви затоа што се дел од конвенција. Не дека се така даени од Господ, од, не знам, од некоја виша сила или од некои, не знам, закони на историјата, туку имаат свој историцитет. Така, кога ние стануваме свесни дека логиките, дека социјалните логики се заправо контингентни, тоа се случува во кризи. Тоа се случува во органски кризи особено. Шарената револуција претходеше на една органска криза. Кога почнуваме да ги оспоруваме, contestation, имам убав збор во англиски, контестација, оспорување, спорење. Кога почнуваме да ги оспоруваме работите и кога почнуваме ние како луѓе, како движења да се здружуваме во оспорувањето на тие логики, влегуваме во некаква политичка логика. Политичките логики може да бидат логики на еквиваленција, тоа е популизмот. Кога повеќе, да кажеме, барања, нестрекни, не знам,
фрустрирани барања. Он вели дека основната единица на анализа е барањето. Тоа може да е, не знам, некое движење, тоа може да е некое барање за вода, за топла вода, да се спроведе канализација, септичка јама, или не знам, да е барање за да кажеме подобро образование, барање за зголемување социјална помош. Кога еден куп такви фрустрирани барања во општеството ќе почнат да наоѓаат заеднички именител, тогаш имаме развој, зачеток на некаква политичка логика, и тоа е популизмот. Значи, неговото сваќање на популизмот е многу формално. Он вели дека има разлика меѓу онтолошките и онтичките страни на популизмот. Популизмот е повеќе онтолошка димензија. Значи, не е битно каква содржина, каква форма, може да е добар, може да е лош, и така натаму, и така натаму. Тука он повеќе се насочува оваа книга на добрите страни на популизмот. Вели дека популизмот е алатка, логика која што треба и прогресивните сили, не знам, не само десничарите да ја користат. И впрочем, не знам, фасцинацијата на прогресивните сили изминатите 3-4 децении, 5 децении со, да кажеме, непопулистичките логики го отворила просторот на десничарите да го освојат тој простор на незадоволство кој што во сите општества, дури и во најразвиените, нели, постои. Значи, луѓето се несрекни секаде. Ако видите вие, не знам, социолошки гледано, структурата на поддршката на Националниот фронт во Франција, уште во 90-тите години е таква да имало прелевање на гласовите од комунистите кон нив. Значи, тоа не се некои луѓе што се инхерентно фашисти, но едноставно кога била отцрнета комунистичката партија, кога напуштила теренот на радикална политика, на артикулација, тоа е уште еден од клучните термини кај Лаклау и Мув, кога престанала да ги артикулира незадоволството во општеството, оставила простор некој друг да ги артикулира. Без оглед на онтичката, збориме, нели сега, да кажеме, содржина, што таа артикулација, нели, ја подразбира. Значи, идејата е дека барањата, фрустрациите, стравовите, така, разочараноста може да бидат артикулирани од различни политички проекти. Веќе ви дам уште еден, како се вика, counter-intuitive пример од минатото. Милошевиќ, нели, кога велиме Милошевиќ, кога викаме, кога зборуваме денес од денешна перспектива за Милошевиќ, така, имаме представа некоја дека станува збор за еден тежок националист, така, и дека србите кои биле инхерентно националисти ги повел во траума, во, не знам, загубени битки и така натаму. Никој не зборува дека 80-тите години во Србија и во Југославија генерално зборено, се години кога идентитетите на работничката класа, која што била столб на легитимитетот на тогашниот режим, биле загрозени. Биле загрозени од либерализација, биле загрозени од намалување на животните стандарди. Имало протести, имаат неколку луѓе низ Балканот направено мапирање на протестите во 80-тите години низ Југославија. Југославија имало штрајкови. И сега работата е дека во отсуство на, не знам, други артикулаторски, како што би рекол и Лаклау, да кажеме, проекти, Милошевиќ е тој што капитализирал на тоа. Разбирате? И тоа е многу интересно. И целата таа, не знам, и јазикот што го користи Лаклау доловува многу за недетермираноста на да кажеме, на општествените кризи. Нели има една поговорка што вели дека кризите го вадат најлошото и најдоброто од луѓето. И никогаш не знаеме, не знам, и Златна зора во Грција и Сириза во Грција се производ на истите општествени кризи. Кризата на репрезентација, кој што би рекол Грамши, органската криза на општеството и така натаму. Пораката е битка. Пораката е дека историјата нема да ни ги донесе битките. Битките сами треба да ги извојуваме. Треба да се бориме. Сега само уште една кратка работа за каде Лаклау заглавува, мисля, че не е целосно доречен. Рековме, има политички логики, социјални логики. Социјална логика рутина, политичка логика е, значи, да кажеме, логиката во која што луѓето, ние поединците, стануваме свесни за сконструираноста на социјалните логики во кои што живееме. Доста зборува во книгата, се обидува зборува за Фройд, за афекти, за идеологии, за улогата на емоциите во, како вели, он вели дека обжепетија, оној лакановски фройдовски концепт е всушност синоним за празниот означител. Значи, како едно барање, да кажеме, поединечно, како Заев станал, например, не знам, символот на една револуција, или како, не знам, некој друг символ станал символ на друга револуција. Тука се битни афектите. Тоа не води на еден
на една многу интересна приказна со него и Жижек. Жижек знаеме дека е првиот што уште на крај на 80-ти години успева, нели, со тој тежок теоретски јазик да открие на многу секојдневна работа присутна во практиките. А таа вели дека идеологиите не се толку не се однесуваат како концепт на да кажеме на зборовите, така, на лингвистичката структура на дискурсите, туку многу повеќе на тоа како луѓето се поставуваат афективно, емотивно према зборовите, према символите, колку се вложуваат, какви се нашите афективни инвестиции кон символите, зборовите, политичките значи проекти. Фантазматска логика. Он допира тука до некои фантазматски логики. Зборува колку е битно, нели, нашата инвестираност во дискурсите, нашата инвестираност во наративите, нашата инвестираност емотивна, афективна во политичките проекти. Но он ги допира луѓето што разбираат малку повеќе и психоанализа и психологија, знаат дека постојат два типа на фантазии. Еден тип се беатифичките фантазии, другиот тип се хорифичните фантазии. Беатифичка фантазија значи дека надежта е беатифичка фантазија. Значи имаше фантазии у шарената револуција. Сите бевме инвестирани, така, и вложивме надеж, и вложивме, не знам, фантазии во некое подобро утре. И сакајќи да го рехабилитира популизмот, така, Лаклау тука се насочува само на беатифичките, да кажеме, димензии на фантазијата, на политичките проекти. Он само зборува за добриот популизам. Не зборува за лошиот популизам. Значи не зборува толку за десничарските популизми, не зборува дека многу од популизмите низ Европа, низ светот се лоши. Значи се базирани на фантазиите дека некој некаде сака нешто да ни украде, дека некој некаде сака да ни го украде, како викаат во theft of pleasure, некој сака да ни го украде уживањето. Не зборува толку за фигурите идеолошки присутни во, не знам, во десничарските популизми, во национализмите и така натаму. И тоа е моја едина замерка кон него книгата, меѓутоа ја разбирајќи ја како некаков негов и политички опус, така мислам ја разбирам логиката зашто тоа е одскокнато. Тука би застанал, ја не знам колку бе структуриран, меѓутоа отворени сме после и за дискусија. Благодарам. Лјупчо благодарам. И беше интересно. Одиме на втората книга за политичкото Шантал Мув. Ирина Талевска, доцент на Филолошкиот факултет, италијанска книжевност и политичка филозофија. Сушност во Тоа политичка филозофија не толку. Ама ајде ќе видиме. Затоа проверивме. Всушност, авторката овде ја предизвикува постполитичката визија на сите оние кои тврдат дека благодарение на глобализацијата и универзализацијата на либералната демократија може да очекуваме космополитска иднина со мир, просперитет и имплементација на човековите права насекаде во светот. Всушност, еве како илустрација со што таа спори или што оспорува, еден цитат од книгата. Всушност, ова е цитат од Арки Буџи, која неодамна всушност го имала предложено терминот космополитички наместо космополитски во книга која што е објавена заедно со Дейвид Хелт 1995 година, Космополитска демократија, агенда за нов светски поредок. Космополитичката демократија се потпира на предпоставката дека одредени цели, контрола на употребата на сила, почитувањето на човековите права, самоопределбата, може да се постигнат само преку проширување и развој на демократијата. Таа се разликува од вообичаениот пристап кон космополитизмот со тоа што не се задоволува само со барањето за глобална одговорност, туку се обидува и интернационално да ги спроведе принципите на демократијата. За демократски да се справиме со проблеми како заштитата на околината, регулацијата на миграцијата и искористувањето на природните ресурси, демократијата мора да ги надмине границите на поединечните држави и да се наметне глобално. Сега, ги надминавме ли болестите или уште повеќе заглавивме негирајќи го антагонизмот? Всушност, прашањето е дали ќе го однесеме и непријателството на Марс или ќе се надеваме на првобитната невиност кај луѓето. Космополитска или космополитичка иднина? Ирина повели. Да, момент. Ви благодарам многу.
Најнапред би сакала да искажам голема благодарност до професорката Бојаджиевска затоа што ја иницираше оваа идеја да се преведат овие доста важни филозофи и теоретичари кај нас на македонски јазик, особено со оглед на фактот што многу малку постои теоретска литература преведена на македонски, така што се надевам дека овој тренд ќе продолжи и понатаму. И би сакала во отсуство нормално да им заблагодарам на оние кои што ја завршија најголемата работа овде, а тоа се преведувачите, Дарко и Петар од Институтот за историја и се разбира, за национална историја, и Александар Вучевски и Габриела Ивановска, компаратисти, компаративна книжевност, завршија огромна работа и беа доста колаборативни во целиот овој макотрпен процес на подготовка и реализација на овие книги. Јас за разлика од Љупчо ќе почнам, имам прилично лаички пристап, бидејќи никогаш посистематично не сум се бавела со политичка филозофија и со политичка теорија генерално. Шантал Мув за прв пат се преведува кај нас на македонски и за мене е впечатлива по две работи. Значи, таа може несомнено да биде оваа книга исклучително корисно четиво не само за академската средина и за читателите кои што се заинтересирани за оваа политичка теорија, туку може да биде доста интересна и корисна и за носителите на политичките одлуки во заедницата, во случај да се одлучат да посветат малку внимание и да се обидат да ги разберат овие книги. И втората работа е што и покрај тоа што е напишана, мисля че во 2005 година, таа е исклучително актуелна денеска и сепак внесува известна свежина во политичко-теоретскиските истражувања, во рамките на кои, меѓу другото, ја критикува и практиката на слевање на моралното со политичкото, нешто со што сите не имаме денес проблем, својствено, како што вели авторката, за моралистичките тенденции на постполитичкиот цајтгајст. Главната цел на Шантал Мув е да ја предизвика токму таквата постполитичка визија за човештвото и да понуди алтернативен пат за окрепување на демократијата, која што, според авторката, е во голема криза. Имено според ваквата визија, заедниците веќе се влезени во така наречената втората современост, рефлексивна современост, каде се разбременети од колективните ограничувања, а од тука, наводно и од меѓусебното непријателство, со што секој поединец може да си негува индивидуален стил на живот. Ваквиот антиполитички поглед кој ги изнедрува поимите како диалошка демократија, космополитска демократија, глобално граѓанско општество и слично, според Мув не го согледува јатокот на политичкото, кој всушност е втемелен на антагонизмот. Притоа таа смета дека во објаснувањето на демократијата речиси воопшто не е земен предвид ниту психоаналитичкиот пристап, за кој зборуваше делумно Љупчо, кој зборува за афективната димензија, која е во фонот на антагонистичките релации, ниту антрополошкиот пристап, кој го посочува токму фактот дека во човековата заедница реципроцитетот и непријателството се взаемно обусловени. Наместо да се создаваат институции кои, унапредувајќи идејата за универзален консензус, низ навидум објективни процедури, тежнеа да ги помират сите конфликтни интереси и вредности, би било соодветно да се погледне отаде толку често употребуваните зборови како што се диалог, договор, консензус, и да се разбере нужност од создавање на, како што вели таа, агонистички јавен простор во кој би обстојувала известна фрикција на различните владеачки политики со цел успешно практикување на демократијата. Од тука, Мув цели кон тоа да докаже дека отпорот политичкото да се разбере како агонизам носи негативни последици за демократијата, но и да докаже дека прифаќањето на свеста за неискоренливоста на конфликтот во општествениот живот не само што го подкопува демократскиот проект, тука е неопходен предуслов за согледување на предизвиците со кои се соочуваат демократските политики. Ваквата нејзина теза се спротивставува на консензуалниот пристап, кој парадоксално не создава услови за помирување, туку води кон појава на антагонизам, кој би се избегнал токму со воведувањето на агонистичката перспектива на дејствување.
Незината централна теза е дека контрадикторностите во политичкото ниту се исчезнати, како што се тврди во либералната постполитичка мисла, ниту можат да исчезнат. Туку проблемот е во тоа што политичкото се поместува во сферата на моралното. Од тука, доколку конфликтите не се канализираат како агонизам, тие добиваат форма на антагонизам, па политичката сцена наместо да биде исполнета со политичка конфронтација на неистомисленици, се претвора во порена морална борба помеѓу доброто и лошото. И противникот од тука се претвора во непријател, а како непријател нормално мора да биде и уништен. Уште една теза со која што се занимава МУФ е прашањето на задачата на демократските политики во однос на колективните идентитети, чие суштествување се темели на дискриминацијата по основ ние-вие, и кои имаат клучна улога во политиката. Задачата на овие политики е да стимулират демократско соочување на ваквите идентитети, без да ја пренебрегне нивната афективна димензија, која според авторката нема да исчезне со напредокот на индивидуализмот и на рационалноста, во што е убеден либералниот рационализам. Од тука, вели МУФ, демократската теорија и покрај искуствата од првата половина на 20 век се уште не подготвена да ги разбере масовните политички движења и национализмите. Клучните аргументи со кои го разложува политичкото и нуди ново толкување на либералните демократски политики, МУФ ги темели на еден прилично контроверзен и конзервативен политички теоретичар, каков што е Карл Шмидт, кој се разбира, бил доста близок, бил главен юрист на нацистичка Германија. И ваквиот избор на МУФ за мене е посебно интересен, бидејќи дополнително му пркоси на слевањето на моралното со политичкото, присутно кај демократските теоретичари, и се чини дека таа прилично храбро ја предизвикува нивната удобност да се занимаваат со оние претходници, односно современици кои им се ним блиски. Таа вели, цитирам: "Убедена сум дека имаме многу да научиме од него, како еден од најбрилјантните и бескомпромисни противници на либерализмот. За многуумина тоа е мощ неперверзен, дури и срамен избор. Сепак, сметам дека одлучувачкиот критериум за тоа дали треба да развиваме диалог со нивното дело, треба да биде интелектуалната сила на теоретичарите, а не нивните морални квалитети. Повеќе од јасно е дека ова е важен предизвик, бидејќи секој систем на владење кој обстојува премногу долго, па макар и да е тоа речи систем со благородни интенции како што е демократскиот, ризикува да изгуби медицински кажано точката на јасен вид и да завлезе во полето на догматизмот. При определувањето на теориската рамка за градење на своите аргументи, МУФ уште на почетокот прави дистинкција помеѓу она што е политичко, која авторката го разбира како антагонизам, за кој тврди дека се наоѓа во основата на општеството, и поимот политика, за кој таа го објаснува како збир на практики и институции, преку кои се создаваат редот и организираната коегзистенција на луѓето во конфликтните рамки што произвегуваат од политичкото. И токму недоволното разбирање на политичкото, според авторката, е причина за неспособноста да се размислува на политички начин, а тоа пак се должи на хегемонијата на либерализмот, неспособен да ја согледа конфликтната суштина на плуралистичкото општество, кој опфаќа многу конфликтни перспективи. И овде МУФ се подкрепува на Шмидт, кој смета дека токму тој либерален методолошки индивидуализам, каде што индивидуата е почетната и крајната референтна точка, ја игнорира државата и политиката, насочувајќи се кон две разнородни траектории, кои сепак за заеднички именител имаат токму индивидуата. Тоа е линијата етика, интелект, образование, и другата линија е економија, трговска размена и собственост. А политичкото и оттука и политиката во суштина не се базира на индивидуата, туку на претходно спомнатите колективни идентитети втемелени на конфликт, кој не секогаш може да се реши рационално по пат на компромис или на универзален консензус, својствен за индивидуалистичкото рационално промислување. Таа, низ призмата на Шмидт, цитирајќи го него, го вели следното. Цитирам: "Политичкото може да се разбере само во контекст на односот пријател-непријател, независно од последиците што ги има ваквиот однос за моралот, естетиката и економијата. И тука, според МУФ, е слепата точка на либерализмот. И всушност обидот да не се игнорира ваквата антагонистичка основа е суштински за разбирање на задачата на демократските политики, која се состои во тоа не да ја надмине конфликтната опозиција ние-вие, пријател-непријател, кое што е невозможно,
бидејќи од нив политичкото ја црпи својата витална енергија, туку да го трансформира антагонизмот и да го контролира со поинакво градење на релацијата вие-ние, која ќе биде во согласно со плуралистичката демократија. Убедувањето дека не постои ривалство и дека поделбата левица-десница е надмината, има единствено возможно социјалдемократските партии да се приближат кон десницата и да се определат себе си како централна левица. И што е уште посериозно, овозможи создавање на поле за развој на десничарските популистички движења. Уште едно клучно прашање за политичкото е концептот на хегемонијата, која действува долж вертикална тоска за разлика од антагонизмот на колективните идентитети, односно препознавање на хегемониската природа на секој општествен поредок. Во таа смисла авторката вели, цитирам, секој поредок е политички и се заснова на некаква форма на исклученост. Секогаш ќе постојат можности што биле потиснати и што може да се реактивираат. Начинот на кој одреден поредок и општествени институции се воспоставуваат е преку хегемониските практики. Секој хегемониски поредок е подложен на преиспитување од други хегемониски практики, например, такви што действуваат во насока на поништување на постојниот поредок, за да воспостават нова форма на владење. И тука е таа контингентност практично на хегемониските практики. За да се постават демократските процеси на добар пат, МУВ предлага средишна линија помеѓу тврдењето на Шмидт за внатрешната непомирлива контрадикторност на либералната демократија од една страна и антиполитичкиот либерален став за елиминација на ривалството. Имено таа предлага антагонистичката димензија едновремено да се прифати како неизбежна, но од друга страна смета дека таа треба да биде и припитомена, со што предлага тој нов вид однос да се именува како агонистички. Агонизмот во оваа смисла би подразбирал релација ние-тие, во која спротивставените страни, покрај тоа што се свесни дека не постои рационално решение за нивниот конфликт, сепак ја прифаќаат легитимноста на нивните противници, што ги прави ривали, но не и непријатели, затоа што во основа споделуваат и символички простор во кој што се одвива самиот конфликт. Ова не подразбира дека агонизмот може да се протега до бесконечност, и ова е многу важно за нашиот контекст, тој ниту на еден начин не може да ги прифати за легитимни ривали оние кои ги подриваат и ги доведуваат под прашање основните демократски институции. И во таа смисла, исклучувањето, односно ексклузијата, во рамките на агонистичкиот пристап действува исклучиво на политичко, а не на морално ниво. Така, доколку постојат определени барања кои се одбиваат, тоа се случува не заради тоа што таквите барања се лоши, злобни, во морална смисла, тука затоа што ги подриваат основните принципи на демократските релации во политичката заедница. Така што и во рамките на агонизмот мора да постои резка граница помеѓу тоа што представува легитимно, а што нелегитимно барање. Од тука задачата на демократијата, и со ова ќе завршам, е воспоставување на институции и практики, односно легитимни политички канали преку кои антагонизмот ќе го претвори во агонизам, со што ќе се редуцира можноста таквиот антагонизам да се претвори во насилство. Но за да се оствари агонизмот, важно е антагонизмот да опстои. Линијата на поделба помеѓу левицата и десницата да биде резко исцртана, зашто, како што вели авторката, тоа ќе значи дека разликите во демократското општество се оспорени, а различните гласови, кои што е нужна компонента на демократијата, се замолчани. Преку агонистичкиот пристап МУВ всушност предлага прагматична, применлива постапка насочена кон продлабочување на демократијата и нејзина ревитализација. Тоа е тоа што имав да ви го кажам во однос на моите согледби во однос на четивото на МУВ. Ви благодарам многу. Благодарам, Ирина. Се разбира дека доколку понатаму има дебата ќе се вклучиш повторно. И одиме на безбедност, територија, население, Мишел Фуко, Маја Бојаджиевска, професорка на Филолошкиот факултет, општа и компаративна книжевност. Меѓу другото, а има многу друго. Иницијатор на парадигматични книги и на ангажмано на што Ирина веќе го кажа, односно анимирање на млади и компетентни преведувачи. Безбедност, територија, население, 13 предавања на Мишел Фуко на Колеж де Франс 77-78 година. Биомоќ, аскетизам, послушност, отпор, побуна во полето на водење, дисидентство, непокор, термини со проблеми во речникот или термини кои укажуваат на различни состојби и цели,
криза на пастирството, на што да се попушти, на кражбата или на сузбивањето на истата, населението и механизмите со кое тоа треба да биде регулирано, водење, управување или против управување, против водење. И овде сакам еден цитат да прочитам, но не е од книгата, ама некако токму тој ми дојде на ум кога се дружев и со оваа книга. Тие што го шират овој дух на регулативата да се запрашаме зошто го прават ова по ѓаволите, поради квалитет. Тоа е флоскула, лага, за таа маска стои само желба за дисциплина, контрола, невешто скриена омраза кон универзитетот, им се обрати професорката Маја на студентите во 2014-та, зборувајќи им за Франкенштајновско, новиот закон за реформата на универзитетот. На ова се сетив кога влегов во книгата што таа денеска ќе промовира и на уште две реченици од истиот настан, кои сами си дојдоа, Маја, честен збор. Вие, студентите, почнавте да го изразувате гневот, покренавте фундаментални вредности и за тоа можам да ви честитам. И доста ми од виткање кичма од почит, морам да застанам пред вас. Епа, Маја, од почит еве застанувам пред тебе, повели. Мислев ке речеш да застанам пак, ама више не можам. Не, еве јас го направам. Не од метафорички, од здравствени причини. Да. Викаш општа и компаративна, ама ние како што се гледа, се мешаме во многу работи. Па еве и овде во филозофија, во политичка филозофија. Јас сакав, некако си мислев да почнам прво од тие делови со кражбата и крадачите и казнувањето и така натаму, регулативата во тој дел. Ама потоа си помислив, добро, Фуко е без сомнение еден од најголемите филозофи на 20 век. Океј, можда некој мисли дека со таа реченица нешто се кажува, ама во суштина ништо посебно не се кажува. Па си реков дај да некако со оглед на тоа што имаме една од неговите капитални книги денеска на македонски, си реков промоција, треба книгата некако да се приближи до потенцијалниот читател, ама не може да се направи тоа туку така. Значи оваа книга не може да се доближи до потенцијалниот читател. Залудна работа е тоа. Ама ајде, со сите ризици, сакам сепак неколку зборови да кажам во прилог на таа залудна идеја. Јас лично првпат се сретнав со овој автор преку српското издание на историјата на лудилото во класичната епоха. Тоа во бивша Југославија го објавија во Нолет 1980 година. Тоа е дисертацијата негова која почетно била напишана на 1000 страници. 61 година објавена, ама 64 искача скратено издание. Така, филозофска книга да речам, која можеби би требало да се гледа и како студија од областа на медицината. Во секој случај, кога е човек млад и недоволно образован и кога ќе се соочи со вакво нешто, тоа личи како камења да му паѓаат на глава. Сваќате дека е нешто несекојдневно, дека е нешто големо, ама не ви е јасно зошто. Излегувањето на ова прво негово капитално дело наишло на силни реакции во Франција, претежно во интелектуалните кругови. Реакциите биле и позитивни и негативни, имало доста и критички реакции, така. И мислам дека младиот читател денес, кон кој првично сакав да се обратам, ќе го утеши фактот што во тоа време ни најотворените духови во Франција, например неколкумина фантастично прогресивни историчари, не биле во состојба да го увидат тогаш дометот на ова дело. Многу подоцна се видело дека Фуко едноставно покажува во таа книга колку нашето поимање на лудилото варирало со текот на вековите. Ова апропо и крадењето, нели? Што изгледа до денес не научило на ништо посебно. Стварностите на човекот се разновидни и променливи.
Нема ни историски константи, како што тоа го гледа Фуко, нема суштини, нема природни објекти. Размислувајќи за оваа првата книга, еден исто фасцинантен историчар, Пол Вен, кој бил и интелектуален вака во едно време партнер на Фуко и пријател, Вен признава дека вика Фуко можеби и без да сака, без да го каже тоа, учествува во една голема расправа всушност за човековата мисла. Дали вистината е или не е во изедначувањето со нејзиниот собствен објект, личи ли таа или не личи на она што го искажува, како што предпоставува здравиот разум. Од тука Фуко во оваа книга стои на следната појдовна точка, да го појасни дискурсот за она што го нарекуваме лудило, исто како што во следните книги се обидува да зборува на други и поврзани теми од позиција на скептичната филозофија. Што е тоа дискурс за Фуко? Некои можат да речат дека под дискурс тој подразбира нешто сосема едноставно, например најпрецизниот или најгустиот опис на некоја историска појава во целата нејзина оголеност или обелоденување на нејзината конечна поединечна различност. Дискурсот на општо ниво, кај него означува состав на искази кои можат да припаѓаат на различни полиња, но им се повинуваат и покрај се на известни општи лингвистички и формални правила на функционирање. Овие правила секако овие правила не се само лингвистички и формални, но репродуцираат еден извесен број историски детерминирани поделби, како на пример оваа спомнатата разум, неразумност или лудило. Од тука редот на дискурсот, соодветен за еден партикуларен, за еден посебен период, поседува нормативна и донекаде регулаторна функција и става во погон механизми на организација на реалното, преку продуцирање на знаења, стратегии и практики. Се разбира, нема да се задржувам на објаснување на поединечни концепти, прво е тоа невозможно, второ е непотребно во оваа рамка на комуникација која имаме денес. Нема да се задржувам ни на блескавата и необична кариера на Фуко, само ми се чини потребно да се спомне дека од 1970 тој ја презема катедрата за историја на системите на мислење на прочуениот колеж де Франс во Париз. Ја го наследува Жан Иполит и така влегува во друштво на некои големи француски интелектуалци. И од тогаш па натаму неговото творештво е тесно поврзано со постојаните истражувања кои ги преточувал во неговите предавања и семинари. Но интересно е при тоа што никогаш он не го изложил своето учење онака како што се вели колоквијално од глава до пети. Пол Вен вика дека таа страшна задача им ја препуштил на своите толкувачи. Како изгледале тие негови предавања може да се види тоа преку обемна документација, илустративна, аудиовизуелна секаква. Салите страшно многу почнале да се полнат со текот на времето, не со текот на времето, многу бргу. Студентите почнале да доаѓаат, седеле насекаде вака, виселе по ќошиња, по земја лежат, се гледа на сликите, со магнетофони, со касетофони доаѓале за да го снимаат. Него многу му пречело, он повеќе сакал така комуникација, диалог, отколку да биде сниман, но продолжувал понатаму. Здрав, болен, под било кои услови. И сега оваа книга, Безбедност, територија, население, ги обединува 13 предавања кои ги држи на Колеж де Франс, 78, почнувајќи од зимата до пролета, во пролетниот семестар. Неговиот фасцинантен, животен мисловен проект, анализата на механизмите и патот на функционирање на моќта, во оваа книга се претвора во преиспитување на историјата на она што тој го нарекува на француски гувернменталите, а нашите преведувачи го решаваат како управуваштво. Значи имаше опција да го преведат како
управувачки менталитет, меѓутоа во склад со македонскиот и зборообразувањето, во консултација со лингвисти, ова решение беше најдобро. Значи, сакав да кажам дека она што го почнува како проект, како анализа на моќта и механизмите нејзини, се претвора во преиспитување на управуваштвото од проблемот на регулација на население до управување на луѓето. Анализата на моќта кај Фуко, тука една голема заграда да отворам, не е исто што и теорија на моќта, затоа што, како што вели тој, моќта не се заснова самата врз себе, не се покажува сама од себе. Него го интересира, значи, механизмите, како да кажам, на простирање на моќта, начините на нејзино функционирање, како својствен дел на сите општествени односи. Производствените, економските, сексуалните, семејните. Тоа што тој го распостила како анализа пред своите студенти не е ниту историја, ниту социологија, туку политика на вистината, нешто што е за него веројатно најблиску до филозофијата, сам вика така. Со она што го изложува во оваа книга има цел да покаже кои се ефектите на знаење што се создаваат во нашите општества преку борбите, судирите, конфликтите што се одвиваат внатре во заедниците и секако преку тактиките на моќта кои се елементи на таа борба. Тој отвара анализата со она што го нарекува анализа на биомоќта, ставајќи го под обсервација начинот на кој што модерните западни општества, почнувајќи од 18 век, одново го земаат предвид биолошкиот факт за човечкото суштество, значи човекот како биос, како дел од човечкиот род. Од тука првиот домен на анализата е доменот на безбедноста или обсервацијата на техниките на внатрешна безбедност, механизмите чија функција е менувањето и регулирањето на биолошката судбина на човечкиот род во медицината, во образованието, во правосудството. При тоа целта негова не е да даде конечен одговор на прашањето дали може би во нашите општества општата економија на моќта се претвора во безбедносен поредок, туку да ги расветли општите одлики на безбедносните апарати. Тој постепено доаѓа до исцртување на полето на интервенција на безбедноста и нејзините апарати, воведувајќи го во својата критичка орбита и поимот население, кој очигледно, како што вели самиот, се конституира како мноштво поединци, што се длабоко, суштински и биолошки поврзани со материјалноста на внатрешноста во која обстојуваат. Важно е што Фуко инсистира на опозицијата помеѓу поимот население и поимот народ. Тој покажува дека населението, онако како што е проблематизирано во мислата, но и во практиките на владење на новото доба, не е прозбир на поединци што живеат на определена територија и не е резултат на желба или на волја за размножување на човечките суштества. Туку е продукт на низа варијабли. Тоа е нешто што варира во зависност од климата, материјалното обкружување, од интензитетот на трговијата, од законите на кои што им се повинува, од даноците, од брачните закони, од семејните права, имотните права, од миразите на ќерките, од правата на првородство, од начините на одгледување на децата, дисциплините на лекување и ред други фактори. Во врска со тоа Фуко го интересира прекинот, кој се појавува помеѓу крајот на 16 и почеток на 17 век и кој го обележува преминот од вештината на владење, наследена од средниот век, чисто принципи ги преземаат некои традиционални вредности, например мудрост, правда, почит кон Бога и така, и идеалот на мерката. Значи, преминот кон една вештина на владење, чија што рационалност како принцип и како поле на примена го има функционирањето на државата. Значи, рационалното управуваштво или рационалниот управувачки менталитет на државата. Со свртувањето на својот интерес во оваа книга кон управуваштвото, Фуко се обидува да расветли неколку работи истовремено. Прво, значи тој верува дека тука треба да се разбере процесот, односно
резултатот на процесот преку кој државата на правдата од средниот век, која во 15 и 16 век станала административна држава, се нашла малку по малку гуверментализирана, ова морам така некако да го кажам на француски, на македонско-француски. Новиот управувачки менталитет се подпира на двата големи системи на знаење и политички техники, од една страна, политичко-воена технологија и од друга страна полицијата. Во вкрстувањето на овие две технологии ја наоѓаме трговијата и меѓудржавната циркулација на пари. Од збогатувањето преку трговија ја очекуваме можноста за зголемување на населението, работната рака, производството и извозот и здобивањето со силни и бројни армии, вели тој. Двојката население богатство во епохата на меркантилизмот била привилегиран објект на новиот гуверменталистички ум. Под чадорот на концептот за управуваштвото, значи Фуко разбира состав конституиран од институции, процедури, анализи и рефлексии, пресметки и тактики кои допуштаат да се врши оваа специфична иако комплексна форма на моќта, која за примарна цел го има населението. Како најважна форма на знаење ја има политичката економија и конечно, како суштински технички инструмент ги има апаратурите на сигурноста. Фуко како управуваш во исто така ја подразбира тенденцијата или како што вели самиот линијата на сила која на целиот запад не престанала во тек на многу долго време да води, да тера кон надмоќност на оној тип на моќ кој може да се нарече управување над сите други. И уште забележува дека модерното управуваштво за прв пат го поставува политичкиот проблем на населението, што значи не збирот субјекти на една територија, составот на субјекти на правото или пак општата категорија човечки вид, туку објектот конституиран од глобалното политичко управување на животот на индивидуите. Оваа биополитика, како што вели тој, подразбира не само управување со населението, туку контрола на стратегиите кои индивидуите во нивната слобода можат да ги имаат во однос на самите себе си и едни во однос на други. Технологиите на управуваштвото, вели тој, управувачкиот менталитет, ги засегаат исто така владењето или управувањето на образованието и трансформацијата на индивидуите, управувањето на семејните односи и на институциите. Од тука он трга во продолжување на анализата на гуверменталноста на другите со анализа на управувањето на себе си. Тука ќе го напуштиме, бидејќи тоа е веќе една друга голема книга, која може би еден ден ќе ја преведеме и ќе ја издадеме. Книгата Безбедност, територија, население завршува со овие зборови. Нема да ве гнјавам уште многу. Без оглед дали на државата и ги спротивставуваме граѓанското општество, населението или нацијата, јасно е дека овие елементи биле употребени во генезата на државата и на модерната држава. Значи тоа биле елементите кои биле користени и кои ќе служат како влог на државата и на она што и се спротивставува. Во оваа насока, историјата на државниот интерес, историјата на управувачкото рацио, историјата на управувачкиот интерес и историјата на противводењата кои се спротивставиле на државата не можат да бидат одвоени една од друга. Само уште две реченици, повеќе од него отколку од мене. Навистина сметам дека поради сите овие работи и поради многу други, кои ќе верувам ќе ги откриете самите кога ќе читате, тие што не успеале до сега да читат. Навистина мислам дека е оваа книга настан од најголема важност, особено за оние кои што сакаат и сопствената општествена и сопствената политичка состојба да ја разберат. Ќе завршам само уште со два реда од овој фасцинантен филозоф, кој во исто време бил и фасцинантен активист, ако веќе сакате. Верувам дека постои некој вид интернационално граѓанство кој има свој права и има свој обврски
и кое е посветено секогаш да го крене својот глас против секое злоупотребување на моќта, без оглед на тоа кој е протагонист на таа злоупотреба и кој е жртвата. На крајот, вели он, сите сме ние под нечија власт, сите сме управувани и како такви сите сме и треба да бидеме солидарни. Тука би завршила. Благодарам, Маја. Маја Ирина Љупчова, благодарам за овие првични моменти, инспиративни, инспирирани, што ги споделивте со нас. Ве поканувам, отворам дискусија, доколку некој има желба нешто да додаде, каже, праша и така натаму, нека повели. Има? Добар ден, Игор Богтрајков. Вака сега имам две прашања, кои што споредбено да ги разберете едно на друго. Прво, вака, зошто, еве прашувам Маја, зошто мисли дека, мислам, прво еве да образложам, значи не е преведен сега Фуко прв пат, обилно е преведен на македонски јазик, во книгоиздателството Слово, значи некаде десетина книги, сега не може никој целото да му го преведе творештво, бидејќи е огромно. Меѓутоа, мислам дека од вака југословенскиве народи, мислам дека најмногу е преведен кај нас, да речеме во Бугарија, мислам дека повеќе е преведен и во Романија, мислам да, значи во регионално меѓу најпреведене, меѓутоа еве многу некако се правеше, тука имаш исто така презентација негде пред 4 години, не знам пред колку години, и исто така некако два тројца дојда, зошто се уште он предизвикува толкаво, како да речам, едно негодување, мислам заради тоа што укажува на неискреноста на социјалните системи во Европа. Исто така пред тоа и во култура се преведени 2-3 негови изданија, во она изданието што беше, знаете ние што беа за филозофија и за есеи, она едиција. Значи, зошто, јас мислам дека еве ќе се осврнам конкретно на него, он всушност вели дека штом ке се парафраза е ова, мислам немам време све да кажам како он каже. Значи он вели дека штом ке дојде до власт, човекот се трансформира во животно и всушност заради тоа треба државата да биде организирана како зоолошка градина, односно како затвор во кој што во средината има една надзорна кула, од околу ги надгледува сите кои што би можеле да ја злоупотребат таа власт, бидејќи човековата природа е многу превртлива. Он решението го наоѓа во силното верување, затоа го потенцира примерот со Демјан. Значи тоа е оној кој што бил осуден на смрт затоа што се обидел да го убие францускиот крал и до детали го опишува неговата екзекуција, како го сечат на делови, па потоа во прашината како го расфрлат, па потоа во устата му влеваат вжарено железо, нели? Меѓутоа он се уште вели Боже спасија мојата грешна душа. Значи се уште го има верувањето. Дали мислите еве дека кај нас, ја да речеме, ги најдов овие дел од овие книги во социјалниот центар, како се каже, во автономниот социјален центар, зошто јас мислам дека се уште се прави цензура на него тука и убаво е ова што го направивте овој потез. Ја мислам дека стварно веќе не треба било кој да се плаши, ни да чита, ни да зборува под негово влијание и под сечие влијание. Еве кажете ми зошто вие мислите дека се уште овој постструктуралист би рекол еве демонстратори по затвори што има идено и све тоа, значи до својата касна доба веќе се занимавал со протестирање. Зошто мислите дека не само кај нас, него и во целиот свет еве една таква, како да речам, страв предизвикува со своето присуство на полиците за читање? А второто ми се однесува на овој господинот што за популизмот, оваа книга за Грамши што ја представи. Значи, што мислите, дали да речеме, значи, популизмот во суштина ја поклопи револуцијата, односно дека за жал, значи пак таа човечка природа, како што вика Мишел Фуко, дојде до израз, животинската страна на човечката природа, и дека всушност дека Пиер Сорлен, се враќаме кон Пиер Сорлен, дека всушност современиот модерен граѓанин копне
кон тоа бидејќи не може да верува во другите луѓе, да верува во самата држава. Тоест, он вели, го илустрира тоа со пример, дека оние бившите робијаши од концентрационите логори се најчестите туристи во концентрационите логори. Они сакаат да идат кон мензата и да видат дека државата, дека некој се грижи за нив. Може ли? Игор, благодарам. Малце простори за другите. Само да, сакав да повели Александра. Овде. Не побара прашање? Не. Дали некој друг има нешто да додаде, каже? Како беше едно прашање, дали Фуко е еден од најблагородните интелектуалци? Па да, според мене да, ама окей, прво да одговорам вака сосема на кратко, никој не рече дека е ова прв превод. Сосема сме свесни за другите преводи и другите изданија на македонски. Издание на 3, Историја на сексуалноста и Надзор и казна издание на Слово. Прв пат на македонски се однесуваше само за ова. Тоа е број 1, број 2, не знам дали има страф и зазор од Фуко или дека некој негде го забранува или нешто. Баш овој интерес, значи гледам полна аудиториум, многу ме радува и зборува во прилог на спротивното, така што толку би рекла само. А на глобално ниво како се однесуваат, каква е рецепцијата на неговото дело, стварно не би можела да кажам. Ја имаше прашање. Популистичкото или препирањето. Добро. Беше за шарената револуција прашањето, така? Можеш за шарената. Океј, да. Не, види, според ова, да кажеме, според тоа што Лаклау го тврди, нели, популизмот е политичка логика, каде што не е битно, нели, каква идеологијата, какви се идеолошките елементи, побитно е како, не знам, различни барања, различни идеолошки елементи се комбинираат еден со друг. И никогаш не знаеме во кој правец можат работите да отидат. Затоа го искористив и оној пример со Милошевиќ, социолошки или политички гледано. Во таа доба биле створени услови за некаква попрогресивна мобилизација. Значи, можело да се случи, не знам, по-лева, по-нормална, условно кажано, мобилизација, меѓутоа на крај се завршила со национализам, затоа што предпоставувам дека нели елитите успеале да го исконтролираат дискурсот, можеби биле единствените што нуделе некаков сериозен политички проект во тој момент и ги повеле масите напред. И тоа говори доста за таа неодреденост на популизмот и на потенцијалите политички на општеството. Толку. Дали уште некој има нешто што би сакал да го соопшти, каже или праша? Дали вие имате уште нешто што се предомисливте па би сакале сега да ни го соопштите? Нема. Па во тој случај ви благодарам на сите за учеството на оваа промоција, особено на Ирина Љупчо и на Маја. И се надевам во некоја друга убава прилика ќе се видиме повторно.